Компанијата Block, основана од Джек Дорси, ќе отпушти околу 4000 вработени, речиси половина од тимот. Потекот е дел од реорганизација и фокус на вештачката интелигенција како клуч за идната продуктивност. Во компанијата велат дека AI алатките, вклучувајќи и внатрешната платформа GUS, ќе променат работата. Иако дел од аналитичарите се сомневаат дали станува збор за вистинска трансформација или за кратење на трошоци, инвеститорите реагираат позитивно. Акциите пораснаа дури и за 27%. Дорси смета дека слични потези ќе следат и други технолошки компании како Amazon и Salesforce. За време на еден од најпрометните периоди за патувања, метрото Хефеи, главниот град на Анхиу, тестираше интегриран роботски кластер на јавен превоз. Хуманоидни роботи им даваја упатство на патниците, роботските кучиња патролираја по пероните, а дронови и автономни машини ги проверуваа тунелите и подвозјето на возовите. Проектот го спроведува Хефеи Rail Transit, а системот работи во 3 области: услуга на станици, инспекција на возови и инспекција на тунели. Од компанијата нагласуваат дека роботите се воведени за поддршка на вработените, побрзи проверки и поголема безбедност, а не за нивна замена. Во следната фаза, платформата ќе се надоградува со напредни модели за вештачка интелигенција за попрецизно откривање дефекти и аномалии. Хефеи со ова се вклучува во поширокиот кинески тренд за примена на роботиката во јавната инфраструктура. Нова студија покажува дека менталната острина може значително да влијае врз дневната продуктивност и да донесе ефект како дополнителни 40 минути работа. Истражувањето е спроведено на Универзитет во Торонто, каде 184 студенти биле следени 12 недели. Тие решавале когнитивни тестови и пријавувале колку од планираните задачи навистина ги завршиле. Резултатите покажале дека во денови со повисока ментална острина, учесниците не само што извршувале повеќе обврски, туку си поставувале и поамбициозни цели. Во така наречените лоши денови, продуктивноста опаѓала, а разликата меѓу најдобрите и најслабите денови достигнувала и до 80 минути работа. Според психологот Хачерсон, на менталната острина влијае сонот, стресот, мотивацијата и одвлекувањето внимание, а пораката е јасна: не секој ден мора да биде подеднакво продуктивен.